објавувате и што мислите дека е најдоброто решение? Значи, ова е јавна расправа посветена на две правни прашања, според мене неспојливи, меѓутоа во суштина се сведуваат на едноставно и покрај тоа што уставните судии се обидуваат да наметнат сложена дилема, прашањето е многу едноставно, дали може да се објави или не може да се објави закон без подпис на председател. Значи, прашањето треба да се сведе на фактичко прашање, да се утврди дали има или нема подпис и потоа да се пресуди. За тоа на Уставниот суд му требаат скоро веќе 2 и нешто години, така што прашањето е многу едноставно. Дали председателот на собранието смее или не смее да објави закон без подпис од председателот? Аргументите се дека според овака утврдена правна легислатива, значи де леге лата гледано, не може да се објави закон без подпис на председателот на Републиката. Во таков случај се иницира постапка за импичмент, што во случајов не е сторено, и ова е прв преседан од Југославија до денес да се објави закон со фуснота. Она што уставните судии треба да се одважат е само да го поништат законот. Впрочем, такви закони до сега има уставните судии поништувано во ситуација кога биле кредибилни уставни судии. Тоа е случајот со 98 година, законот за употреба на знамињата, кога Тито Петковски стави 2 подписа. Во овој случај нема ни 2 подписа, ме разбирате, тука има фуснота наместо подпис од заменик на генерален секретар на собранието, што е невиден нонсенс во компаративното уставно право. Таков случај не постои ниту во праксата, ниту во теоријата. Да, мислам дека намерно е одолговлекувана, евидентна е тенденцијата за да страстите се смират и луѓето си легнат на брашното. Меѓутоа, ние ќе ја коментираме, ќе ја почекаме најпрво, бидејќи денес нема да одлучат, ова е само подготвителна седница, ќе ја почекаме одлуката и потоа веројатно ќе влезе во учебниците и во сите светски реферати, како што беше една пресуда на една позната судика во Колумбија, така што ќе се изучува во учебниците за тоа како не треба, а ако ме прашувате политички, левица од позиција на власт нема да го почитува овој закон, бидејќи не е закон, затоа што тоа е само објавено парче хартија и ќе спроведе, како што стои во нашата програма, кривичен прогон против оној што го објавил, тој е директорот на службен вестник за кривично дело саботажа.